Почнуваме со вестите. Градоначалниците се во кабинетите, но од денес не ги подпишуваат документите, бидејќи им истекоа мандатите. Партиите денес кај првиот спикер на Македонското собрание предложија локалните избори да се одржат во октомври годинава. Но засега е неизвестно кога ќе има собраниска седница на која ќе се донесе одлуката за пролонгирање на мандатите на градоначалниците. Блокада на општините. Од денеска градоначалниците не подпишуваат никакви документи, а од утре, според законските одредби, градоначалниците треба да бидат одјавени од функциите, но за престанок на нивните мандати решение треба да им издаде ДИК, со кој документи можат да се пријават во Агенцијата за вработување. Градоначалниците денеска се присутни во своите кабинети. Работата ја координираат раководителите на секторите. Засега е известно дека политичките партии кои биле на координација кај председателот на Македонското собрание Талат Џафери предложиле локалните избори да се одржат во октомври. На координацијата не биле представници од ВМРО ДПМН. Градоначалниците од истокот неколку пати предупредија дека ќе се случи блокада на општините, со што во прашање се доведени платите на наставниците, градинките, дел од културните институции и администрацијата. Поради ваквата ситуација трпи и бизнис секторот. Околу ново настаната ситуација со која ни престануваат мандатите со 15 мај, навистина можам да кажам дека ќе се соочиме со огромен број на проблеми. Поготово јас за мојата општина можам да кажам дека во моментот реализираме неколку проекти и во наредниот период навистина ќе биде неопходно подпишување на ситуации за со цел да се исплати на изведувачите. Па од тука ценам дека тоа нема да можам да го правам, а со тоа ќе дојде до застој на истите проекти, а тоа се проекти на кои што ќе мора да бидат завршени бидејќи е отпочнат процесот на работа. Излез од оваа ситуација со локалната самоуправа се гледа само во Македонското собрание, каде што пратениците треба подитно да донесат измени во изборниот законник, со кој на актуелните градоначалници и советници им се продолжува мандатот до спроведување на локалните избори. Засега е неизвестно кога тоа ќе се случи. Постои заеднички став дека треба подитно да се реши и да се донесе оваа одлука во собранието, но до формирањето на нова влада и на собраниските тела ќе помине извесен временски период. На 5,5 километри пешачка и велосипедска патека штипјани се којдневно рекреираат. Еден дел е осветлен, но во иднина целосно ќе се осветли потегот од населбата 8 ноември па се до Старкара Орман. Штипските јавни предпријатија продолжуваат со уредувањето на пешачката и велосипедската патека, која е изградена покрај кеот на река Брегалница, најави на денешната пресконференција директорот на јавното предпријатие ИСАР, Ангел Бојаджиев. Тој истакна дека пешачката и велосипедска патека е во должина од 5,5 километри, еден дел е осветен, а во текот на наредните месеци ќе продолжи поставувањето на улично осветлување од штипската населба 8 ноември до приградската населба Старкара Орман. Претходно знаете дека немаше каде да се излезе, немаше каде да се прошета, меѓутоа благодарение на локалната власт, еве гледате сами дека стазата е еден од најдобрите проекти кои што ги има направено градоначалникот на општината. Голем број граѓани редовно ја посетуваат, има некаде над 500 граѓани и повеќе што секој ден шетаат на оваа стаза, рекреираат. Бојаджиев забележа дека екипите на јавното предпријатие ИСАР хортикултурно ја уредија патеката, а исто така поставени се и канти за отпадоци и клупи. Постојано се чисти и уредува патеката, а се апелира граѓаните да се грижат за неа во делот на комуналната хигиена и за дрвцата и зеленилото околу неа. Од ноќеска на полнок поевтинување на цените на горивата. Цената на бензинот се намалува за 3 денари, а дизел горивото поевтинува за 2 денари. Одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Цената на Евросуперот од 95 и на Евросуперот од 98 октани се намалува за 3 денари, односно 1 литар од овие горива ќе чини 63 и 65 денари. Цената на горивото Евродизел се намалува за 2 денари и 1 литар ќе се продава за 49 денари. Органскиот мед е перспектива на источниот регион, сметаат пчеларите од истокот. Климатските промени се одразија и во пчеларството. Поради ова, пчеларите очекуваат помош од државата. За анимирање на младите пчелари, Пчеларското здружение од Македонска каменица бесплатно ќе им дава пчелни семејства.
Климатските промени се поевидентни во пчеларството, сушата и минусните температури во рана пролет ќе се одразат на производството на мед. За надминување на последиците, пчеларите од истокот на земјава очекуваат помош од државата. Ова година мразот не донесе доста незгоди и оштетени сме ние пчеларите како и земјоделците, исто ова е дел од земјоделска дејност. Се надевам ќе добиеме помош и субвенции што побрзо и кои ќе ни помогнат на тамошниот развој. Источниот регион е незагадено подрачје, што значи има идеални услови за развој на органското пчеларење, смета пчеларот Младен Николовски. Еколошкиот мед е перспектива на источниот регион, бидејќи немаме ни загадување, ни фабрики. Евентуално ќе им помогне и за економскиот развој на луѓето, да се снајдат во состојба. Од тука и Каменичкото пчеларско здружение во иднина ќе го развива пчеларството и привлекува нови пчелари. За таа цел ќе објави повик за доделување на пчелни семејства на млади пчелари. Повикот ќе биде отворен за една недела, значи сите ќе добијат по една пчела, ќе бидат повикани на обука, така што ќе ги шириме нашето членство и пчеларството во Македонска Каменица. Пчеларите од регионот земаа учество на предавање на тема Пролетен развој на пчелите, што го организираше Сдруженијето на пчелари Еко Кам Мед од Македонска Каменица. Во рамките на ова предавање се одржа и практична настава на приватен пчеларник, се со цел и во насока да се надминат проблемите, а разменат знаењата и искуствата меѓу пчеларите, кои со примена на нови методи може успешно да пчеларат и да го зголемат производството на мед и на другите пчелни производи. По иднина ќе повикаме и стручни лица од околните општини, да почнеме да го произведуваме и млатичниот млеч, пчелниот отров, прополисот, кои што имаат доста висока цена на берзата на пчелни производи. Од Сдруженијето на пчелари Еко Кам Мед во Македонска Каменица забележуваат дека се поголем број на жени пчелари професионално или како хоби се занимаваат со пчеларство. Ова здружение брои 60 членови со тенденција бројот и понатаму да се зголемува. Пораката на постарите и искусни пчелари до младите е да учат од постарите пчелари доколку сакаат да произведат квалитетен мед. Иако беше најавено, и денес не почна исплатата на субвенциите на земјоделците. Согласно деловникот на Уставниот суд, Министерството за финансии се уште нема законско право да ги исплаќа субвенциите до носење на конечна одлука од страна на судот. Минатата среда, Уставниот суд донесе само решение, а конечната одлука се очекува да биде донесена оваа среда. Од Министерството за финансии најавуваат дека по извршената консултација со Уставниот суд им било посочено дека само по основ на решение немаат законска основа да ги исплаќаат субвенциите, туку согласно деловникот на судот мораат да почекаат носење конечна одлука која се очекува во среда. По официјално објавување на конечната одлука на Уставниот суд, од Министерството велат дека нема да има законски пречки и ќе пристапат кон исплата на субвенциите. Делегација на општина Штип престојуваше во Ѓонгјош во Унгарија на покана на локалната самоуправа. Делегација од овој град минатата година престојуваше во Штип и како резултат на правичните контакти беше остварена возвратна посета. Целата иницијатива е на претходниот амбасадор на Унгарија, кој беше голем пријател на Македонија и кој во неколку наврати доаѓаше во Штип. Делегација на општина Штип беше во посета на градот Ѓонгјош во Република Унгарија, која присуствуваше на саемот на виното денови на марта, информираше на денешната пресконференција портпаролот на општина Штип Драган Ристов. Тој истакна дека при посетата се разгледала и можноста за збртимување на општините Ѓонгјош и Штип, а продлабочување на соработката ќе се гледа во областа на културата и образованието. Ѓонгјош е втор по големина регион во Унгарија, познат по своето производство на вино, а Штип располага со квалитетно вино и винари, што е еден вид на повод за продлучување на врските и соработката. Можноста за соработка се нуди и во сферата на високото образование, бидејќи и во Ѓонгјош има универзитет. За време на посетата на градоначалникот на Ѓонгјош лани беше остварена посета и на Штипскиот универзитет и ние сега имавме можност да видиме со што располагаат тие. Нашиот универзитет е поголем и по број на студенти и по број на факултети, но секако можностите за соработка постојат и се надеваме дека ќе се остварат. Ристов истакна дека соработка во областа на културата ќе има и соучество на фолклор
фолклорниот фестивал во Ѓонгјош, каде што е планирано едно од штипските културно-уметнички друштва да настапи на овој фестивал. Делегација на унгарската општина Ѓонгјош планирано е да присуствува на некои од познатите штипски манифестации како што се Пастрамелијадата, Макфест или на Штипско културно лето. 50 години пријателство, нов книжевен настан утре во Штип во рамките на манифестацијата во чест на поетот. Пред љубителите на пишаниот збор, утре во Центарот за култура Ацо Шопов ќе бидат промовирани најновите книги на авторите Раде Силјан и Веле Смилевски. Промоција на книги, портрети на автори, ова се само дел од настаните кои ги најавуваат од Центарот за култура Ацо Шопов во Штип, а кои ќе се реализираат во рамките на манифестацијата во чест на поетот, која ќе се спроведува не само на двата позначени датуми, поврзани со ликот и делото на Шопов, туку во текот на секој месец во годината. Веќе за утре закажана е промоција на најновите книги на Раде Силјан и Веле Смилевски во спомен собата на штипскиот поет. Двајцата современици во македонската литература на овој начин ќе го одбележат 5-децениското пријателство. Значи утре во 12 часот во спомен собата на Ацо Шопов ќе биде организирана и реализирана вториот дел од програмската содржина во чест на поетот, во која што ќе имаме промоција на најновите дела на Раде Силјан и Веле Смилевски. Бројни културни настани од областа на книжевноста, кои понатаму ќе следат поред и одлуката на Центарот за култура во Штип, следи по констатација на организаторите дека ни е потребна поголема култура на говорот, начин да се истекне диалогот, а не говорот на омрза, кој е се поприсутен кај луѓето. Сметаме дека со ова што е продолжува манифестацијата, всушност на манифестацијата даваме рок на одржување во секој месец од годината, даваме сериозен прилог кон она што значи популаризација и афирмација на зборот кој облагородува, зборот кој што е причина за култура на диалог. Живееме во време кога говорот на омрза доминира и изостанува културата на диалог. Македонскиот народ има можност за легитимирање, право на борба за културен идентитет, потенцира Кацаров. Манифестацијата во чест на поетот годинава се одржа на 20 април. 35 годишнината од заминувањето на поетот во неговиот роден град се одбележа со промоција на книгата Непрозирна светлина од поетот Благој Самоников и изложба на цртежи на новинарот Драган Ристов. Штипските студенти и универзитетски професори денес беа дел од семинарот Како да се надмине стресот. Издиши го стресот за Македонија без стрес и насилство е пораката на семинарот кој денеска се одржа на Штипскиот правен факултет. Познатиот учител на Art of Living фондацијата вели дека доколку сме самите свесни за себе и добро се познаваме, само на тој начин може да се победи стресот. Например, нашиот живот постојано шета во минатото и во иднината. Дали сме свесни за тоа? Според тоа, доколку сме свесни за она што се случува во нашиот живот, на тој начин може да управуваме со нашиот живот добро и убаво. Современиот начин на живот, трката за кариера и пари ги прават луѓето да бидат постојано под стрес. Постојат повеќе техники за да се надмине стресот, кои се учат на ваквите семинари на овој светски познат југист. Направи го своето домашно хоби профитабилно е проект наменет за жените. Заеднички го спроведуваат Штипската невладина организација Синергија и Издруженијето на предприемачи од бугарскиот град Гоце Делчев. Базар на ракотворби, здрава храна, соработка на жени од Македонија и соседна Бугарија. Организатор невладината Синергија од Штип во соработка со невладини организации од Бугарија, секако и Европска дружба. Синергија е водечки партнер на проектот Направете го своето домашно производство и хоби профитабилно, кој во партнерство со бугарска организација од градот Гоце Делчев. Ова е една од активностите што проектот ги спроведува покрај обуките за економија и компјутерски вештини, како овие жени да стекнат вештини за промоција и за прикажување на своите ракотворби. Денес сме овде во практична смисла да се види што имат изработено и тука се 25 жени од Бугарија и 25 од Македонија кои се многу креативни, многу умешно оствариле некоја своја домашна изработка и некое хоби и спремни да од тоа направат хоби во иднина. Се промовираат сега пред Штип. Овде сме за да ги пред граѓаните прикажеме нашите вештини, а утре имаме дополнителна активност која што се однесува
на презентација на 3 познати македонски жени, односно штипјанки кои што оствариле бизнис и истото ќе го представат пред овие 50 учеснички на овој проект. Сдруженијето на предприемачи од Бугарија од градот Гоце Делчев е партнер во проектот. Нашата организација е в подкрепа на бизнеса в Гоце Делчев, регион Гоце Делчев. Нашата организација го подкрепува бизнисот во регионот на град Гоце Делчев. Овој проект е специјално осмислен за жени кои сакаат да работат собствен бизнис. Имаме најразлични производи, храна, арт изработка на украси и така натаму. Ние това сме го мислили, сме го говорили. Дружењето на жените дава идеи за бизнис. Занимавам се в свободното си време с изработка на икони. Во слободно време се занимавам со изработка на икони, сликам на стакло и на глинени садови. Убава е оваа идеја на дружење. И се представяме с различни неща, изработени с голямо удоволствие. Сдруженијето на приватни предприемачи од град Гоце Делчев се представува со различни нешта, изработени со големо задоволство. Сите се рачно изработени. Јатранка Стаменкова е домакинка, но активно е вклучена во проектната активност од проектот Направи го своето хоби профитабилно. Учесник сум во проектот Направи го своето хоби профитабилно на Синергија и во животот никогаш не замислував дека ќе бидам домакинка, меѓутоа едни се нашите замисли, а други се Божите промисли. Па така, со љубов готвејќи за семејството, научив многу работи, сукам, месам, правам торти, сладки. Денес па имав повеќе работи, колачи, погачи, повеќе видови благи, солени и така. Презадоволно од дружењето и во едно прекрасно дружење, значи посебно за нас домакинките да излеземе малку од дома, а можеби преку овој проект па ќе направиме и некое хоби кој ќе биде вистина профитабилно. Велика Димова доаѓа од Неготино, работи витраж. Изработувам декупаж и витраж техника. У рамките на проектот се дружиме со тукашните и со гостите што ни доаѓаат од Бугарија, едно прекрасно искуство за да прошириме нови хоризонти на нашите изработки и се надевам дека тоа ќе продолжи во иднина. Проектни активности од проектот Направи го своето домашно хоби профитабилно ќе продолжат да се реализираат и во соседна Република Бугарија. Се поголем е интересот за изучување на занаетите кај младите. Првиот на истокот образовен центар за обука на фризери и фризерки Контеса Крмови отвори нови простории во Штип за обука. Сертификатите се признати од Министерството за образование и наука. Не само што ќе го предадам моето искуство, значи тие ќе се добијат со една верифицирана диплома која ќе биде признаена во цел свет. До сега ја немаа таа можност. Значи не гледајте реклами по вестници, не гледајте реклами по фейсбуци, значи сите тие реклами се лажни. Барајте верифицирани дипломи, не си ги фрлајте парите во бездна, бидејќи без верификација на дипломите веќе не ќе можете да отворите свој бизнис. Мојата цел е вие младите да се пронајдете себе си. Веќе сме со 5 верифицирани дипломи во источниот регион. Продолжуваме и понатаму. Просторот е 54 квадрати, меѓутоа мојата цел е да биде 154 квадрати. Во делот за спорт, фудбал. Екипата на Брегалница загуби на градски во Штип од прилепска победа и на 3 кола до крајот на првенството дефинитивно се сели во втората македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Брегалница доживеа нов пораст на домашен терен, овој пат од екипата на победа од Прилеп. Прилепчени се головите на Гешовски и на Станич, имаа водство од 2:0, за да во финишот на средбата Миовски постигне гол за Брегалница, за конечен резултат Брегалница победа 1:2. Еви ги резултатите од ова 33-то коло. Перистер Шкупи 1:0, Македонија Ѓорđe Петров Шкендија 2:3, Ренова Силекс 1:0, Работнички Вардар 2:2 и Брегалница победа 1:2. Табела Вардар е прв со 76 бодови, втора е Шкендија 65, трето место Работнички 53, четврто место Перистер 51, на петтото место Ренова има 48, шесто место за екипата на Силекс 42,
Седма е Победа со 35, 8 место Шкупи 33, Брегалница на предпоследното 9-то место со 21 бод и последно 10-то место за екипата на Македонија Ѓорче Петров со 19 освоени бодови. Екипите на Беласица и Плачковица на 2 кола до крајот обезбедија второлигашки пласман, а тимот на Кидго се прости од гледачите со атрактивна и пред се ефикасна игра зачинета со 10 голови. Во прекрасен амбиент и пред полна трибина се одигра последниот надпревар за оваа третолигашка сезона на екипата на Кидго Пехчево. Како што и доликува на сите реномирани и организирани екипи, така и надпреварот со напредок Здраве Радово започна со идилична слика во која младите пионери ги придружуваа своите постари колеги и правотенците на овете екипи. А самиот податок дека ова ќе биде раздоба со гледачите за оваа сезона, како да навестуваше одлична игра и канонада на голови. Бе постигнати дури 10 голови, при што Андреј Симески постигна 4, Дарко Алексовски и Мартин Димовски постигнаа по 2, а Мартин Стојанов и Ангел Зафиров постигнаа по 1 гол. Сите голови беа прекрасни, подобро изведени и смислени акции, но сепак ќе го издвоиме голот што го постигна Ангел Зафиров во 69-та минута. По една одлична акција и изведен центаршут на Мартин Димовски, Ангел Зафиров постигна ретко ефектен гол со ножички, кој сигурно влегува во фудбалските учебници. Во бразилски стил, елегантно, атрактивно, со еден збор еврогол, кој иако постигнат на надпревар од третата лига, заслужува внимание, респект и почит. Она што додатно го декорира овој момент е изливот на радост на младиот Ангел Зафиров при прославата на голот, како посвета за неговите верни симпатизери. На овој надпревар имаше уште еден куриозитет, имено познатиот фудбалски судија Сашко Иванов Шечер, полека но сигурно се проставува адаптивното судење поради минување на старосната граница. Еве ги комплетните резултати од ова 28 коло. Овчепале Малеш 4:2, Кидго Пехчево, Напредок Здраве Радово 10:0, Брегалница Голак, Слог 1934 2:3, Осогово Каменица Сасар 0:1, Теверија Плачковица 0:8 и Работник Ѓумалија Беласица 0:2. Табела. Екипата на Беласица е прва со 70 бодови, втора е Плачковица 63, трето место Осогово 57, на четврто место Каменица Саса има 54, следува екипата на Кидго Пехчево на петото место со 51 бод. Овчеполе на шестото место со 45 бодови, седмо место Напредок Здраве Радово 33, на осмото Василево има 28, девето место Брегалница Голак 27, 10-то место Малеш 25, 11-тото и 12-тото место го делат Слог 1934 и Тиверија со по 21 бод, но екипата од Виница има подобра гол разлика. 13-то место Рудар 1947 со 20 и на последното 14-тото место екипата на Работник Ѓумалија со 18 освоени бодови. Ете овде ја заокружуваме понеделничната информативна емисија. Благодарност за вниманието, поздрав од дежурната екипа и имајте пријатна вечер со Ирис телевизија.